Значи, ова е првата по ново нашата изложба. Се работи за цртежи од Едвард Лир, кој што Битола ја посетил во 1848 година. Првата слика е насликана во делот на ова е денес Исак џамија. Едвард Лир бил сместен во Јени јам, значи тука лево е Јени џамија. Гледаме во тоа време како Драгород не бил заграден и нели често пати се случувало и да го поплавува и градот. Покасно, значи, поради тоа се загради Драгород. Пренесен и текст во однос на тоа како тој ја гледал Битола, што се видел во Битола и на доста интересен сликовит начин тој ни ја прикажува Битола, нели, од очите на еден западноевропски посетител. Ова слика, значи, исто така интересна, се работи за Црнмост, исто така е од Едвард Лир. Интересно е кажувањето на Едвард Лир во однос на тоа како тој ја доживува Битола и во однос на населението. Пример за оваа фотографија, тој бил сместен во Јени јам, каде што никој не го взнемирувал, можел слободно да застане и да слика. Додека пак, кога се движел низ други делови низ градот, често пати на него наидувале луѓе кои што го нарекувале шејтан или па тоа негово, значи не се дозволува да ги слика. Има исто така квалитетна добра фотографија, значи добра слика од денес, значи, турските гробишта. И се претпоставува дека Едвард Лир, тој во неговите скици има повеќе фотографии за Битола, дел од кои се уште не ни се познати нам и на јавноста. Пред некој време имаше екипа во Битола, која што баш правеше репортажа во однос на патувањето на Едвард Лир и нели го пратеа тоа негово патување во деловите на Македонија и покасно тој заминал за Албанија. Значи, истото патување кое што Едвард Лир го направил во 1848 година, ги пратат тие неговите, значи, одат по неговата траса и ова е паното со дел од познатите битолски мала. Тука имаме дел од попознатите репрезентативни објекти во Битола и повторно имаме, значи, квалитетни панорами од различни делови на градот. Ова, например, панорама ја спомнав претходно од Едвард Лир и интересно за овие фотографии, сакам да нагласам дека се добиени преку нашата интернет кампања, испратени се од господин Димче Најдов од Канада. Исто така интересна фотографија, малце понова, е фотографијата која што денес, иако е понова, многу не ја познаваат. Значи, тоа е делот денес кај што е гроздот. Може да се види дека од сите овие фотографии од изложбата, сакам да кажем дека Битола е град кој што постојано го менува својот изглед. Значи, не се само фотографии преку 100 години стари, туку и фотографии кои што јас, ако сум помлад, ги памтам пред 10, пред 20 години, денес тие локации се навистина изменети. Тоа може да се бележи, например, кај делот кај Сад кулата, тоа е по паното малце подолу. Имаме исто така и квалитетна мапа на Битола, за која што Лавчан ќе каже и подетално. Што е битно за ова пано? Видете, битно зашто го имаме клајано. Мислам, овој планот на Битола, овој планот е од Куберни. Мислам, еден од постарите и еден оригинален документ за Битола, самиот Битола. Кога зборуваме за ова
пано, видите, овде можеме да одбериме некои објекти, например, што си го дале печат на своето време. Видите, ова е интересно. Интересно. Битолчани знаат под пишувањето де дулието. Ова е дулието. Еве го дулието. Тоа дулие се наоѓа наблизо од Прилеп кога се вели кај денес кој што е петлат. Видите во тоа време како е денес. Тоа ни е поентат. Друго, виде кај дрвен пазар, видите кај дрвен пазар. Ова е познат дуќанот на доле, фудбалерот на работник. Друго, ова е Никола Тесла денес кај што е Победа. Овде се, види, овде се касарните, овде е млино, овде, видите, овде е војната болница, академијата и Драгоро, а овде на крај се гледа најдобрата зграда што ги имаме во овој дел, овде е гимназијата, 1893 година, прва школа, мислам, што ја изградиле турците, а имаме и друга македонска школа, тоа е Света Недела. Спомна Лавчанот претходно, тука се претежно символите на градот и сакавме малце на поинаков начин да ги представиме, тоест имаме нови панорами и во кои што се вметнати стари панорами на истото место, значи каде што е новата. Олестителна околност за овој случај беше тоа што панорамите се сликани во тоа време, пример, ова панорама е сликана од Исак џамија. Ова е сликано од Саткулата, ова е сликано од Јени џамија и така натаму. И таа локација од која што долови на фотографијата, ние имаме идентичната локација и можеме баш сликовито да представиме на некој начин како прозорец или па поглед во минатото како изгледало Битола. Значи повторно представени со сите символи на градот. Ова е панорама за време на Првата светска војна и тука баш може да се види тоа разрушување на Битола. Исто така може да се види интересен дел од кај Сали мостот, каде што на реката Драгор доќаните биле изградени врз самата река. Неколку панова. Ова е горниот дел на широк сокак. Гледаме, значи ги имаме старите символи, ги имаме и денес и најмодерните символи. Ова е нова панорама од оваа година, а почнуваме значи од делот, значи лево е тука првата фотографија, лево е Пекмес пазар. Ова денес е One, мислам се вика, мобилна телефонија. Се види, например, името на широк сокак со текот на годините, нели почнал Руе Хамидије, по султанот Абул Хамид, потоа улица Кралја Петра во српско, па Цар Борис во бугарско, покасно Маршал Тито
A i često pati se sretjava i ona širok sokak ili pa grande ruje na francuski. I Od različnih pričeni, sami od širok sok. Ko ja gledam ovaka, ova ulica, ovde će vidime deka je pred ovaj ploštadot Goce Delče. Ova fotografija je nekogашниот познат хотел Босна. Зашто велиме некогашниот познат? И за време, видите, и за време на Илинденскиот период и после Првата светска војна, овај бил собиранище на сите воени, шпиони, мислам богаташи на овој хотел овде, кога зборуваме за Битола, видите, зборуваме за клавири. Клавири, овој хотел имало клавири. Имала посебна сала за клавири, кај што најразлична музика се свирела. Бото, хотел Битола, ова е нешто понова фотографија, видите, еве овде фотографијата и некаде видите, да видиме, ова е постара фотографија, ова е најстара. Ова не е фотографија, туку ова е бакрорез. Резбан на бакрорез. Од истите позиции кај што ги имаме сликани. Ова фотографија е интересна за самите граѓани, дека ова е фотографијата денес позната кој биеше Мецки, или ние како историчари што велиме, на една позната битолска фамилија Келешовци, овде, и она што се кажува за Кемал Ататурк дека имал своја девојка во Битола, Каренти, но историчарите имат малце со резерва се, таа куќа, Карши Епинал е ова куќа, во тој период. Видите како се гледа, ова е кога после бомбардирањето на Битола. Овде, некаде. И друга една работа, да ви кажам, за хотело Босна. Босна е изгорен 1936 година. Од некои непознати причини, изгорен е цел кварт. Босна се наоѓа пред театар, тогашниот театар, што го имавме, денешниот дом на културата. Кога земим, ево овде видите, ево ова, таа главна улица, како со стапки, како е со калдрама овде, со магариња овде, па дојдено ќе видите на крај како е дојдено до она. Интересна ова фотографија, да ви кажам. Денешниот хотел Епинал се наоѓа, видите, на една позната битолска сладкарница, сладкарницата на Пешка. Кога одиме нагоре кон комитетот, како што го видиме ние, таму на на самиот агол се наоѓа таа позната кај старите битолчани сладкарницата на Пешка.
и сакавме едноставно и имам значи во собственост на музеот и сакавме да прекажеме нешто баш она што е оригинално. Често пати во музеот доаѓаат луѓе кои што се интересираат за историјата, на пример, за нивната куќа, за нивната улица, како се викала таа улица или слично. Затоа баш ги представивме овие две карти, француската и српската скобени, да луѓето самите да можат да видат како некојаш се викала нивната улица, кои објекти се наоѓале и слично. Самото место на театарот, имаме носталгија према театарот, према едно време го викавме Народен театар во Битола. Приказната, како е одиме приказната на хотело, видите ова слика, фотограф, хотело, го имаме Босна. Од другата страна Гранд хотел, денес на Македонија, видите. Се врти на овај простор околу денешниот ова Гоце Делчев. И пратиме, видите, пратиме на таа носталгија за самиот театар. Дојдуваме, видите, дојдуваме до самите промени, до изградбата, до градбата на самиот театар, што како луѓето битолчани се граделе околу Битола за да биде театарот да биде еден символ на самиот град. Видите, кога зборуваме после ослободувањето, видите, од едната страна и од другата страна имаме два народни херои, а на средина бил самиот театар. Па имаме една символика, го имаме символика самиот театар, партер донатре, то нивно решение. Дојдуваме, видите, зошто е ставена оваа фотографија. Многу кажува оваа фотографија. Кажува дека овие се последните денови изброени на театарот кога го имаме крано од озгора, па еве ги почната градбата и еве го театар го нема и носталгијата за Битола. Еве денешниот изглед на онака што треба. Овде многу битолчани, постари битолчани ќе се сетат Централ кафаната, врталиште на еснава на Битола. Овде, видите, ја бидејќи сум возрастен малце, овде не можело да се без. Овде се договорале овие нивни сделки. Овде се пиело првото кафе утринско, еснав, битолски еснав. Овде се читале прва штампата, овде, во самиот град. Од друга страна го имаме романската, Влашката црква. Ова оди кон комитето нагоре, ова улица. Денес на ова место е Епинал. Со помали фотографии, видите, во помали фотографии го кажуваме денешниот изглед. И од друга страна на самите двата хотели и Босна и Гранд хотел Македонија, ги кажувам посебни делови. Интересна е ова фотографија. Ова е Рузвелтова улица, нагоре, а е Гранд хотел Македонија, каде што имало кафана. Прва струја во Битола. А прва струја, знаете кај се клавала? Се клавала на Широксок. 1924 година, во декември месец, правене првата струја на Широксок.
Лавчанот е доста интересен со неговите приказни околу, барем мене ми се интересни, околу делот на како некојаш било битолското корзо. Мислам, некојаш во неговото време и баш преку нашата веб страна и повторно социјалните мрежи имав објавена интересна статија за серенадите во Битола. Значи, како одела цела таа процедура и како се стигнало до тие серенади. И најмлади. А овој дел беше слободен простор за за деца, за што ти знам ја. И претежно корзото беше во сабота и недела. Кога зборуваме за серенада, овде се бере од цела Битола и ќе бицира, како кажено, меѓу онако се вика, меѓу младите луѓе, дали дозвола или не дозвола, да се вика дали симпатија, не симпатија, разбирате, и овде се донесуваше одлука, да речеме, за кај таа девојка, дали ќе се оди на серенада, дали прифати серенада, дали има милуваме. И второто работа беше, не можеше секој да пее. Мораше или да свири, мораше да се направи екипа. А за да се направи екипа, мора да живееш со цел град. Цел град. И ќе се направеше, отиде луѓе, мислам деца, одјени мале, што ти знам, цела Битола. И тога се правеше екипа и се одбераше ден, и ќе се одеше на серенада во сите делови на Битола. То беше прекрасно летно утро, кога се појави прв сончев зрак. Стани, мили сине мој, спремен ти е куферот твој. Stani, mili sine moj, spremen ti je kuferot tvoj. A ja se razgledav gore dolu, go pogledav moj odroden dom. Me pogledna moj ta majka i počna da plači. Me pogledna moj ta majka i počna da plači.
Не плачи, мила мајчице, не рони солзи жалосни. Јас ќе одам надалеку и пак ќе се вратам, знај. Јас ќе одам надалеку и пак ќе се вратам, знај. Zbogom pesma i gitara, zbogom draga moja ti, zbogom planino peliste i ti moj roden kraj. Zbogom planino peliste i ti moj roden kraj. A ja sam sega razdelen od drugari, drugarki. Тука најдов нов живот и туѓински обичај. Тука најдов нов живот и туѓински обичај. Ovde je interesna сега ова фотографија, ова е веројатно српска Папа Кочи е овде? од српскиот период. Сега ова фотографија значи пожарната во акција или демонстрацијата? Демонстрација ова, демонстрација кај Папа Коч, демонстрација е. Ова не е од српскиот период, ова е понова е. Понова е фотографија, некаде 50-тите, 60 кога Битолското пожарно друштво, а да зборниме кога зборуваме за пожарничарско друштво, дека едно здружение, едно од најстарите во Битола и во Македонија и на Балканот. Прво здружение е пожарното. Знаете та приказната кога Битола 1882-83, не знам, не ме фаќајте, може грешам, ќе ми се лутат некој, се запали од кај органџиите, се запали чаршијата. Изгори, а таа беше од дрва претежно. Тога и турските власти во Битола дадоа некои даноци, некои олеснување. За 3 години денешниот изглед на пазаро, на чаршијата наша, беше од тврд материјал. Тога и учествуваа тие, тоа старо, мислам, за гаснење на пожар. Значи, според документите, прво друштво е. Си носи своја историја. Ова е многу важен, онака се вика. Хотел Трузбеник. Во овој хотел Трузбеник сите работни организации кога ќе дојде за 1 мај, за 29 ноември, за Нова година ги дочекуваат празниците овде. Значи, секоја фотографија си представува историска приказа, нешто говори, нешто значи така натаму. Ова е, знаете на познатата битолска песна "Сношти поминав заминав" покрај битолските касарни. Ова се тие познатите, значи, битолски касарни, црвената и белата. На оваа слика баш се гледаат доста добро.
Црвената била, значи изградени 1837 црвената, покасно и белата. Во црвената била сместена пешадијата, а дека пак во белата била сместена артилерија и конјаница. Интересно што многу битолчани ја пеат таа песна и по свадби и сегда, ама баш не знаат за кои се тие касарни. И оваа слика баш интересна, оти тука баш како мал дел се гледа денес музеот. Знаеме сите колкава зграда е музеот, а колкави биле касарните. Се спомна Лавчан претходно дека со повлекувањето турците минирале касарните, потоа касарните исто така биле дел се блиску до железничката станица и биле цел на бомбардирање во текот на Првата светска војна, така да покасно тие објекти се запуштиле и нели денес ги нема и го имаме денешниот парк. Видете, кога зборува за касарните, дека имаме бела, имаме црвена касарна, тоа е околу 30.000 војници. Со самите војни што ги има Турција, видите, и многу имам пореметување во војската, страдање во војската. И во Битола, бидејќи многу војска има, се отворале и најразлични други објекти се воени објекти, душевни објекти. На 6-7 места, можам да нас околу белата, карши белата и црвената касарна има два воени, воени болници, душевни болници. Горе кај трикотажата Пелистер имаме друга, на долниот дел кој што е старо радио Битола, имаме трета, значи Кочорацин. И други попратни објекти имаме од тој период. Многу битолчани не знаат. Еден прв, не е агроном, не е завршен, но технич битолчанец, некаде 71 година мене. Тој е првиот што го нивелира паркот. Нивелирањето на паркот 1929 година. Оние први липи што ги имаме сега. И она нивелирање 1929 година. Самиот човек, самиот тој, од Општинското собрание дадена, мислам, одобрение, и тој 2-3 години го прави, го нивелира до Тумбекав. Благодарение на Битолскиот музеј, односно на стручната екипа Владо Темелковски Лавчано, доктор Александар Литовски и магистер Јове Парговски, видовме бројни фотографии кои зборуваат за минатото на Битола. Меѓутоа, во оваа емисија не успеавме да го поместиме целиот материјал. Тоа ќе го направиме во следна прилика.